Арсовски. Арсовски. Да, председател на синдикат на... Може. Еве денеска, овдека сме собрани пред фабриката за шински возила Коска. Значи, до ден денес немаме исплатено плата за месец декември, како и регрес за годишен одмор, што законски ни следи. Денеска и покрај сите наши напори, трпеливо чекаме веќе 2 недели да ни се исплати платата. Нема плата, нема ни најава дека ќе земеме истата плата, затоа се решиме на почеток штрајк. Денеска ќе биде овдека пред фабриката, доколку до петок немаме исплатено плата за декември К15, од понеделник протестот, штрајкот се ќе продолжи на железницката станица со блокада на железничката сообраќај во железниска станица Велес. Друга опција не ни се остави, така да знаете дека има до судот веќе почетна предстечајна постапка. На 19.3 ќе има рочиште. Значи ние се што бараме уназад и цело време и досега дописи имаме сигурно 10 испратено до влада, до министерства, бараме средба да ни се каже како ќе успееме ние да земаме плата се до дека трае процесот на реорганизација. До сега нити сме повикани, нити некој не исконтактирал. Значи, иницијативата беше на владата за реорганизација. Ни се нудеше нас кои работи да подпишеме, пошто това не е наше, не може ние да подпишеме, се понуди на управителката, не подпиши она. За кратко време се донесе нов управител, кој за рекордно време у 3 дена подпише се што треба документација за судот, само за оди постапката за реорганизација. Па сега, ќе кажам кратко и јасно, бидејќи долго време баравме средба, нека дојде министерот, вице-премиерот Николовски, пошто не е ресорен министер, нека дојде, нека посети Коска, нека види у какви услови работиме, па и ако има некоја магична формула како вие луѓе овдека може без плата и без здравство, нека каже, ќе ја прифатиме. Само.